Благодарам, почитуван ректор на Универзитетот Свети Кирил и Методи, професор доктор Никола Јанкуловски, почитуван декан на Факултетот за земјоделски науки и храна, професор доктор Вјекослав Танасковиќ, почитуван председател на Организацијскиот одбор на овој симпозиум, професор доктор Драги Димитриевски, почитувани домашни и меѓународни представници, почитуван претходен декан, претходен ректор, претходни декани, почитувани професори, гости, учесници на овој симпозиум, представници на науката особено. Ми представува особена чест и задоволство да присуствувам на овој годинешен меѓународен симпозиум за земјоделство и храна во организација на Факултетот за земјоделство, земјоделски науки и храна при Универзитетот Свети Кирил и Методи. Особено ми е драго што овој симпозиум се поклопува и со 70 годишнината од постоењето на Факултетот за земјоделство и храна при Универзитетот, институција која што е од исклучителна важност за развој на македонското земјоделство. Земјоделството е еден од најважните сектори кој во вкупниот бруто домашен производ учествува со 13%, вклучително и преработувачката индустрија, и е трет по големина сектор во земјата, после услугите и индустријата. Земјоделството обезбедува приходи и вработување на приближно 17% од работната сила во државата, иако реалниот придонес го надминува и овој процент. Модернизирањето на земјоделското производство, преку воведување на современи технологии, зголемување на обработливите земјоделски површини, производството на конкурентни производи со висока додадена вредност, зголемувањето на извозот се дел од стратешките цели и политики на владата во тековниот период. Но во исполнувањето на овие зацртани цели, од голема важност е учеството на македонската наука, особено на стручниот кадар од Факултетот за земјоделски науки и храна, во креирањето на развојните и модерни политики во земјоделството. Воедно, улогата на науката е важна и за едуцирање на земјоделците и пренесување на новите технологии и странските искуства во праксата. Во изминатиот период се посветуваше малку внимание на истражувачката дејност и речиси не се издвојува поголем број на средства за тестирање на нови современи техники и технологии на земјоделското производство. Но без науката не може да зборуваме за модерно земјоделско производство. Од исклучително значење е поддршката на научно-истражувачките проекти за примена на напредни техники и технологии во земјоделското производство кај поголем број земјоделски култури кои што успеваат во Република Македонија, со цел зголемување на приносите и подобрување на квалитетот и безбедноста на храната, на што во следниот период заеднички ќе посветиме сериозно внимание. Факултетот за земјоделски науки и храна во своето постоење од овие 70 години има долга успешна традиција на организирање на средби, потекнување на соработки помеѓу домашната и меѓународната научна и стручна јавност од областа на земјоделските науки, природните ресурси, животната средина и храната. Ваквите симпозиуми се одлична можност за презентација на најновите достигнувања на науката, технологијата, иновациите во областа на земјоделството, пренесување на знаењата, размена на искуствата и отварање на можности за идни соработки. Заклучоците и истражувањата од ваквите средби се од особено значење за Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и за институциите и наоѓаат примена при оценување на постоечките политики на земјоделството и руралниот развој, но и представуваат подлога при креирањето на новите политики за развој на секторот. Почитувани, Министерството ќе продолжи континуираната соработка со стручните кадри од Факултетот за земјоделски науки и храна во делот на креирањето на аграрните политики со цел создавање на модерен земјоделски сектор прилагоден кон заедничка европска политика. Само како пример за нашата досегашна соработка, ќе посочам дека во моментот се подготвува 5-годишната национална програма за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој, во чија што подготовка учествуваат и ќе дадат придонес не само институциите, туку огромен број на представници на науката. Очекувам
дека и од годинешниот симпозиум ќе произлезат корисни наоди, истражувања и заклучоци кои што ќе може да се применат во пракса со цел успешно да го заокружиме процесот на модернизирање на македонскиот аграр и приближување до европското земјоделство. Во овие 2 дена на овој трет симпозиум со големо меѓународно учество, земјоделство и храна, ви посакувам во овие 2 дена успешна и плодна работа и големи резултати за македонскиот аграр. Уште еднаш, чест ми е што сум денеска заедно со вас, со овој огромен број на стручни луѓе кои што навистина ќе дадат придонес како и до сега, така и понатаму, и ќе се вградат во она што представуваат наши заеднички стратешки цели и политики во идниот период. Благодарам на сите професори, благодарам на деканот и на сите вас за поканата. Особена чест што заедно со ректорот на Универзитетот Свети Кирил и Методи, професор доктор Никола Јанкуловски, на покана на деканот на земјоделскиот факултет, професор доктор Вјекослав Танасковиќ, сме заедно тука на овој исклучително битен и значаен собир, трет меѓународен симпозиум за земјоделство и храна, кој што се поклопува со 70 годишнината од постоењето, од основањето на факултетот за земјоделство и храна при универзитетот во 1947 година, и навистина денес на едно место се собрани буквално и науката, и стручната јавност, и македонските најдобри експерти во оваа област, но и представници на десетици меѓународни држави надвор од Македонија, на 26 представници надвор од Македонија, што навистина ја дава тежината на овој голем собир и голем настан на кој што навистина ги праќаме и пораките од тука дека и владата на Република Македонија цврсто е отворена, е решена да ја вгради и да направи се што може да се вгради науката во делот на сите области, особено во секторот во кој што во периодот што следи ќе даваме апсолутно акцент. Македонија е аграрна земја. Јас и во моето излагање кажав, најголем дел од населението екзистира од земјоделието, над 17%. Овој сектор заедно со преработувачката индустрија учествува во 13% во бруто домашниот производ и навистина е битен и значаен и мора да делуваме на еден стратешки начин и пристап. Ние сме цврсто поврзани со факултетот, со деканот, остваривме десетици средби во овие 4 месеци. Како што го рековте и претходно, имавме исклучително тешка земјоделска година, моравме да решаваме актуелни проблеми, да излеземе во пресред на луѓето, на земјоделците, на целиот сектор, но навистина доаѓа времето и затоа сме денеска тука, во кое што мораме да многу длабински, многу темелно и многу стратешки да ги насочиме нашите политики и делувања. Тоа ќе го направиме заедно со целиот универзитет, со деканот, со факултетот за земјоделство и храна, кој што преку вградување во сите области на делување и чинители. Дали се тоа преку секторските групи на Министерството, дали се тоа комисиите, дали се сите проекти кои што ги отворивме во целиот овој период, од консолидација, реонизација и оние крупни стратешки проекти кои што сме насочени, Факултетот за земјоделски науки и храна ќе биде еден нераскинлив дел заедно со Министерството, со институциите и заеднички со владата и со граѓаните. Навистина ќе се насочиме кон еден стратешки пристап за да развиеме политики кои што ќе донесат модерно, конкурентно земјоделско производство. Тоа се нашите стратешки принципи и цели и како што кажавте и во креирањето на сите програми, на сите стратегии, на сите документи, факултетот и оваа стручна јавност особено ќе биде вклучена. Со деканот разговаравме, оваа дебата која што на највисоко стручно ниво со голем број меѓународни и домашни експерти ќе заврши утре вечер, ќе ги сублимираме сите заклучоци, сите препораки и навистина тие ќе бидат водилка во нашето работење и во дефинирањето на нашите стратешки принципи и политики како влада на Република Македонија.